денеска започнуваат 11 нови авиолинии од Скопје и Охрид. Од Охрид ќе се лета кон Базел, а од Скопје кон неколку европски градови, меѓу кои Стокхолм, Штутгарт, Бари и Ларнак. До крајот на годината ќе се воведат линии и до Женева, Мадрид, Прага и Келн, а напролет и до Будимпешта и Неапол. Министерството за транспорт вели дека субвенциите се за летови со туристи кои доаѓаат во земјата. Во првите 9 месеци има раст на патници за 6%, што покажува дека Македонија станува се попосетена авиодестинација. Премиерот Христијан Мицкоски ја оцени како голема грешка изјавата на кандидатот од Вреди, Хаким Рамадани, кој рече дека општините со мнозинство албанци треба да ги води албанец. Мицкоски изјави дека ваквиот настап им штети на сите кандидати од коалицијата Вреди и дека и меѓународната заедница реагирала со жалење. Тој додаде дека Рамадани, кој е директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа, ќе биде разрешен по изборите во Брвеница. Во однос на Кичево, Мицкоски ги повика граѓаните да размислат кого поддржуваат. Владеачката партија порача дека на 2 ноември скопјани ќе го изберат Орце Ѓорѓиевски, човек со визија и резултати. Партијата смета дека со него и со стабилно мнозинство во Советот ќе се обезбеди подобра координација и побрза реализација на проекти, како нови мостови, зелени површини и почист воздух. Според соопштението, довербата од над 91.000 гласачи во првиот круг е потврда за успешната работа, а падот на СДС покажува дека граѓаните бараат промена. Владеачката партија повикува на поддршка за број 9 и вистинскиот избор за Скопје. Група родители утре ќе протестираат поради случај на дискриминација и насилство врз лице со Даунов синдром, вработено во установа под град Скопје. Тие бараат итна реакција од институциите, дисциплинска и кривична одговорност за сторителите, како и мерки за заштита на лицата со инвалидност во јавниот сектор. Настанот има цел да потсети на обврските од Законот за вработување на инвалидни лица и потребата од достоинствен третман и инклузија. Црногорскиот премиер Милојко Спајик најави дека владата по итна постапка ќе го укине безвизниот режим за Турција, без да објасни причини. Одлуката доаѓа по полициска рација во Подгорица, при која беа приведени 50 турски државјани по ножев напад. Инцидентот предизвика антиисламски извици и реакции од државниот врв, кој повика на смиреност и осуди говор на омраза. Настанот се поврзува и со затегнатите односи меѓу Белград и Анкара, а властите предупредуваат на зголемено присуство на странски криминални групи во земјата. Албин Курти, лидерот на самоопределување, не доби доволно гласови во Косовското собрание за формирање нова влада. 56 пратеници беа за, 52 против, а 4 воздржани. Тој соопшти дека актуелната влада ќе продолжи да функционира до новите парламентарни избори. Председателката Вјоса Османи ќе одржи консултации со сите партии, а ако не се формира влада, ќе распише избори во рок од 40 дена. Опозицијата веќе најави дека нема да се обидува да состави кабинет. Според податоците на Евростат, јужните региони на Европа, особено во Грција, Италија, Португалија и Шпанија, бележат раст на вработеноста, поттикнат од туризмот и угостителството. Наспроти тоа, северните региони на Германија, Шведска и Литванија се соочуваат со пат на вработеноста поради индустријски и економски тешкоти. Највисока стапка има финскиот архипелаг Оланд со 86,4%. Иако југот се уште заостанува, трендот покажува зголемена економска активност и отворање нови работни места. САД и Кина се согласија за рамка на можен трговски договор што ќе биде разгледан на средбата меѓу Доналд Трамп и Си Џинпинг оваа недела. Според американскиот секретар за финансии Скот Бесент, договорот опфаќа решение за TikTok, одложување на кинеската контрола врз ретките минерали и избегнување на нови царини. Двете страни постигнале основен консензус и најавиле финализирање на деталите. Целта е да се избегне нова ескалација на трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот.